Од неисплатени субвенции, закочени проекти и хаос во системот, до 9 милијарди денари исплатени средства и историски откупни цени. За само една година земјоделството тргна во нов, поорганизиран и поддржувачки правец. Министерот Трипуновски даде отчет за сработеното во изминатата година и посочи дека владата по 7-годишниот хаос кој го направила минатата влада на СДСМ и ДУИ, конечно успеала да воспостави стабилен систем на соработка со земјоделците. Решени се децениски проблеми и е вратена довербата во институциите. За една година влада реализиравме голем број на проекти, решивме крупни проблеми, воспоставивме систем за соработка, изградивме партнерство со земјоделците и нормално ја вративме довербата на земјоделците кон институциите. Во делот на тутунот би истакнал дека во соработка со откупувачите, заедно со владата успеавме да постигнеме откупна цена зголемена од 375 на 400 денари, додека субвенцијата од 80 ја зголемивме на 100 денари, со што се постигна највисока откупна цена заедно со субвенцијата во историјата на тутунопроизводството во Македонија. Зголемени се и површините под култури со 1400 хектари повеќе тутун, растика и јачменот и пченицата, како и за 82% повисок извоз на јаболка во првите месеци од годината. Поддршка има и за младите земјоделци, модернизација и инфраструктура, а се обезбедени и дополнителни средства за македонски шуми и водостопанство. За прв пат во историјата утврдиме производна цена со што се постигна највисоки откупни цени за двете најзастапени вински сорти на грозје од реколта 24 година. Вранецот изнесуваше 20,8 денари за килограм откупено, а за делот на спедеревката 18,3 денари. Во завршна фаза е утврдувањето на производната цена за реколта 25 година, што верувам дека и оваа година лозарите ќе бидат уште позадоволни од минатата година. Министерот Трипуновски меѓу останатото наброја и дека е обезбедена поддршка од 61,5 милиони денари за научно-образовните институции, како и 60,6 милиони денари за локални манифестации и саеми за минатата година, како и 10,9 милиони денари за годинава. Со реформи, поддршка и јасна визија, земјоделството станува стратегиски столб на економијата. Владата ветува, ова е само почеток.